Поддршка за реални инвестиции, зголемување на продуктивноста, засилена наплата на даноци и царини, мерки за работодавачите. Владата презентираше како до повисок економски раст. Според министерката за финансии, за подобар животен стандард не е потребен само пораст на плати, туку подобрување на сите сегменти. Димитриевска Кочовска вели дека јавните финансии се стабилни, но државната каса се уште оптеретена од извршни решенија и камати оставени од минатата власт. Ова сега на општините се реални инвестиции кои што ќе дадат резултати и тука очекуваме на вистина да има подобрување и да има влијание и на бруто домашниот производ и паралелно она што исто така многу значено, нас ни се многу важни и инвестициите на приватниот сектор, затоа нели од овие средства кои што треба денес да стигнат од унгарскиот кредит, 250 милиони евра ги насочуваме кон приватниот сектор. Министерот за економија пак смета дека економијата ќе расте преку зголемување на продуктивноста, а не само преку раст на минималецот. За нас клучно значење е социјалниот диалог, транспарентен диалог. Ќе ги слушнеме и другите засегнати страни. Само со отворен диалог и можностите што ги имаме, ќе донесеме заеднички одлуки, ќе донесеме мерки кои што ќе бидат на интерес на нашите граѓани. Само така може да имаме подобра економија. Повисоките приходи во буџетот се должат на зголемената наплата преку УЈП и царина. Директорот на Царинската управа вели дека успеале да наплатат повеќе преку засилени контроли. Со новото раководство во Царинската управа имаме наплата од 35,44 милиарди денари, односно за 9,2% или 3 милиарди денари повеќе од истите 100 дена во минатата година. Во рамки на платформата 100 од 100 посветени за тебе на тема проекти, инвестиции и реформи во економијата и јавна администрација беше потенцирано колку се важни реформите во јавната администрација. Ред се очекува да се воведе со пакетот закони за реформи кои беа повлечени од собранието и сега се дискутираат преку јавни дебати. Тој процес го започнавме транспарентно, ангажирајќи ги сите оние кои што се засегнати од овие закони. Тука пред се мислам на невладините, граѓанските здруженија, каде што отворивме еден сериозен диалог, ги внесовме во процесот, понатаму секако синдикалните организации, академската заедница, експертите од аспект на реформи во јавната администрација. На настанот беше најавено и дека Агенцијата за вработување ќе започне со мерки за поддршка на работодавачите со цел намалување на невработеноста. Големиот јас помеѓу невработени и отворени работни места се должи на тоа што луѓето кои бараат работа не се квалификувани за она што се бара.